прво не станува збор за сомнителни граѓани, туку станува збор за граѓани за кои што треба да се изврши дополнителна проверка. И тој број не е 300.000, туку според информацијата утримава од Државната изборна комисија станува збор за 89.000 записи кои што треба да се проверат. За да бидеме чисти, треба да се проверат лица кои што го смениле презимето. Пример, треба да се проверат лица кои што живееле на една адреса, па ја смениле адресата. Треба и не пријавили. Треба да се променат лица, да се проверат лица кои што ја смениле општината, односно населеното место во кое што живее. Затоа ве молам, воопшто да не создавате баук дека тие 89.000 теренски или дополнителните административно во базите на податоци кои што треба да се проверат, дека се сомнителни гласачи или фантоми. Тоа не е точно. Тоа е извртување на реалноста со цел политички да се создаде дамка на изборниот процес. Ние стоиме зад одлуките на Државната изборна комисија. Да ве потсетам дека уште пред 3 години беше донесен закон со кој што овие пратеници предлагаат да се гласа со отисок од прст и стоевме на располагање да усвоиме закон со кој што ќе беше предвидена активна регистрација на гласачите во Република Македонија. Односно, ако сакате да гласате, да мора месец или два унапред да се пријавите. Политички ние сме, можеби, единствената пратеничка група која што на вистина има цел и интерес да се расчистат лагите, фамата и измамите кои што се околу избирачкиот список со цел некој да се ги оправдува изборните порази. Дозволете ми дополнително да ви соопштам уште еден податок, дека во Македонија се лажеме преку медиумите со аналогијата дека како е возможно да има 1.800.000 гласачи, а да имаме само 2 милиони жители. Каде се тука децата, каде се сите оние до 18 години. Тука има две работи кои што треба да ги кажам. Додека СДСМ била на власт, во почетокот на 90-тите, во текот на 90-тите до 2002 година избирачкиот список е зголемен за близу 300.000 гласачи. Близу 300.000 гласачи во 10 години. 300.000 гласачи. Во време во кое што ВМРО-ДПМН ја раководи Република Македонија и Коалицијата за подобра Македонија, бројот на гласачи на годишно ниво се движи помеѓу 3-5.000 гласачи. Тоа е прва работа, која што секој од вас треба да ја има на ум и треба да се одговори како е тоа возможно. Втора работа. Република Македонија, според пописот од 2002 година, има нешто повеќе од 2 милиони жители. Но она што некои медиуми и некои политички партии во опозиција одбиваат да го соопштат на македонската јавност е дека според регистерот на државјани на Република Македонија, кој што се води во Министерството за внатрешни работи, Република Македонија има 2 милиони и 410.000 државјани. Државјани. Но не и жители. Но според Уставот на Република Македонија, право на глас имаат сите државјани на Република Македонија, а остварување на тоа право се прави со поседување на валиден биометриски документ. Тоа значи дека Министерството за внатрешни работи и сега, раководено од генералниот секретар на СДСМ, има комплетен увид на целиот регистар на државјани на Република Македонија и комплетен увид и пристап до биометриските податоци на граѓаните, сите оние кои што имаат биометриски пасоши и лични карти. Затоа, Република Македонија има нешто над 1.800.000 гласачи и има 500.000 нејзини државјани кои што не наполниле 18 години. Затоа ве молам, оваа тема со избирачкиот список за нас е техничка тема, при која што треба да се отстранат одредени недоследности во техничкото администрирање на базите, кои што секоја од секоја е различна, заради тоа што секоја институција за жал користи различен софтвер и не е политичко прашање.